За прв пат две држави ке формираат заеднички здравствен кластер и регистар на сите здравствени установи од пограничните региони. Овој вид на соработка ќе го промовираат општините од источниот регион и округот Благоевград. Како цел на проектот имаме развој на прекограничната соработка како фактор за постигнување на интегриран и квалитетен раст во обезбедување на медицински услуги, трансфер на добри практики и подобрување на административната и економска интеграција на регионално ниво. Проектот опфаќа размена на искуства и заеднички обуки на лекари од двете страни на границата. За да се упознаем, за да можем да... Размената на искуства и создавањето на заеднички кластер ќе не направи вистински партнери. Да ни направи истински партньори. На овој начин бенефит ќе имаат и лекарите и пациентите. Задоволството и корист од реализацијата на проектот почитувани ќе бидат најпрво директни. Ќе се овозможи подигање на професионалното ниво на инволвираниот колегиум, а потоа ќе имаме индиректен бенефит на пациентите кои со ова ќе добијат и поквалитетна медицинска услуга. Дополнително ќе биде набавена и медицинска опрема. Во Штип тоа ќе биде за ушното одделение, а во Бугарија за болницата Света Мина. Специализирана болница Свети Мина веќе усещат ползите, реалните ползи од проекта. Ние веќе набавивме опрема и конкретно ги почувствувавме бенефитите од проектот. Се надеваме што поскоро тоа да се реализира и во Штип. И съвсем скоро и пациентите од одделение уши, нос, грло ќе усетиат реалните ползи. Проектот е резултат на соработката меѓу клиничката болница Штип, регионалната колегија на Бугарскиот лекарски сојуз и Центарот за развој на Источниот плански регион. Главна и долгорочна цел на центарот е да ги мобилизира сите чинители во регионот во насока на јакнење на собствените капацитети преку директно вклучување во искористувањето на расположивите европски средства за развој на собствената дејност. Дополнително, Центарот и болницата размислуваат и за идна соработка. А тоа е завршување на комплетна реконструкција на зградата за физикална терапија и рехабилитација. Инаку средствата за формирањето на здравствениот кластер во висина од 117.000 евра се обезбедени од европските фондови за прекогранична соработка.